И овој 8 септември, како и сите претходни, ни дава до знаење дека Македонија со сите подели и падови во нејзиното 3-децениско обстојување успева да им одолее на сите предизвици кои постојано се исправале пред неја и пред нејзиниот пат, кој води кон прогресот и иднината. Помеѓу овој 8 септември, од таа веќе далечна 1991 година, и овој денешен 8 септември 2022 година помина 31 година. Толку години брои нашата независност, нашата самостојност, нашата сувереност. Толку години придодаваме на овој ден кој не ни припаѓа само нам, кои го прославуваме и чествуваме, ниту на оние кои се родиле во овие изминати 31 година. Тој ден со години, децении и векови го сонувале многу македонци. Наши мајки, татковци, наши баби и дедовци, наши предци, кој знае колку колена намазат. Овој ден особено им припаѓа на оние кои оставиле значајни белези на своето битисување, оние кои страдале, оние кои војувале, оние кои гинеле за ова парче балканска земја. И со многу љубов кон родната грудка силно верувале дека еден ден сонот ќе им стане јава. Тоа е денот по кој мечтаеле и линденците и јаснонците. Но 8 септември е ден и на се уште неродените, синови и ќерки, внуци и правнуци, кои ќе ја љубат Македонија како земја на своите корени. Како земја на едно вчера, денес и утре, како земја на аманети, кои ние треба да ги исполним. Овој ден е и ваш ден, драги мои сограѓани. Овој ден е мој ден, иако сум имал само година и пол, кога се случил тој историски чин, со која била прогласена независноста на нашата татковина. Но тоа што јас не се сеќавам на случувањето од тој 8 септември 1991 година, не е пречка денес гордо да стојам пред вас, да говорам пред вас и да го славам со вас овој наш заеднички огромен празник. Живиот збор од моите ближни, учебниците, но и бројните писања за референдумското да, ме научиле за огромното значење на овој ден, еден од најголемите денови од пребогатиот македонски време, но без сомнение најсветлиот ден од поновата македонска историја. Кога заеднички ќе погледнеме во историскиот ретровизор, најпрвен ќе ги видиме општествените прилики и случувањата од почетокот на последната деценија на минатиот век во поранешна социјалистичка федеративна Република Југославија, во чиј состав беше и тогашната Социјалистичка Република Македонија. Земјата која се состоеше од 6 републики и 2 автономни покрајни во која сите се колне во братството и единството, почна полека да се распада. Единството се претвори во неединство, а братството беше заменето со братоубиствена војна. Тоа се случуваше во периодот кога 6 југословенски републики една по една се раздружуваа од заедницата и прогласуваа независност. Се случи тоа и со Македонија, но за разлика од сите други републики, како например Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, благодарение на мудрост на поранешниот македонски претседател Киро Григоров, тоа раздружување помина без нито еден испукан куршум и без крвопролевање. Најпрви, на 25 јануари 1991 година, првиот македонски повеќе партиски парламент ја усвои декларацијата за независност. 7,5 месеци подоцна, на денешен ден пред 31 година, се случи историскиот референдум за независност, на кој граѓаните се изјаснуваа по референдумското прашање. Дали сте за самостојна Македонија, со право да стапи во еден сојуз на суверени држави на Југославија? На ова прашање позитивно одговорија над 95%
од граѓаните кои излегоа на референдум. Тоа значеше дека убедливото мнозинство граѓани одлучи Република Македонија да стане независна држава. Конечниот исход и резултатите од референдумот беа соопштени пред насобраните граѓани на плоштадот во Скопје, кога на свечената бина се појави и повеќемина членови од македонскиот политички врв, меѓу кои првиот председател на државата Кирил Григоров и првиот премиер на македонската влада Никола Кљусев. Во еден момент одекнаа зборовите на председателот Григоров: граѓани и граѓанки на Македонија, дозволете вечерва вам и на сите граѓани и граѓанки на Македонија да ви ја честитам слободна, суверена и самостојна Македонија. На големото општонародно славие му немаше крај. Со песна, ора, развиорени знамиња, присутните граѓани до раните утренски часови ја славеа независноста на Македонија. Овој голем историски момент следуваа уште неколку други значајни настани и многу значајни одлуки. Најпрвин, на 18 септември, само 10 дена по успешниот референдум, Собранието на Република Македонија со декларација за прифаќање на референдумските резултати и формално ја потврди волјата на граѓаните. Исклучително важен чин беше и усвојувањето на новиот устав на 17 ноември 1991 година. На 26 април 1992 година се случи и монетарно осамостојување на земјата со воведувањето на денарот. Многу наскоро Македонија доби своја армија, а нејзиниот меѓународен субјективитет беше потврден на 8 април 1993 година, кога со акламација на Генералното собрание на Обединетите нации земјава беше примена за 181-та полноправна членка на Светската организација. Но поради противењето на Грција и проблемот со уставното име, приемот беше извршен под времената референца поранешна Југословенска Република Македонија. Тоа се нештата кои мора да ги знаеме, за да ги пренесуваме како аманет на идните поколенија. Во овие 31 година македонска независност, на татковината и се случија многу нешта кои се запаметени. Блокади, политички кризи, воен конфликт, рамковен договор, долгогодишни активности за стратешката цел евроатлантската интеграција на државата, иселувачката експанзија, промена на името, влез во НАТО алијансата. Приближувањето до членство во Европската унија, па се до актуелниот глобален миг, кој го одбележуваат пандемијата, економската и енергетската криза и уште многу други нешта. Некои од тие случувања донесоа радост и исполнување на државните цели. Други донесоа разочарување. Но најголемиот проблем во оваа наша земја не е ништо друго, туку злобата, оттугивањето и изразените поделби меѓу граѓаните. Ако го решиме овој горлив проблем, ќе ги решиме и сите останати. Затоа ајде заеднички да се заложиме. Еднаш за секогаш да се обединиме за наше добро и за добро на татковината. Нека ни е честит 8 септември, денот на независноста на Република Македонија.